Дали по 30 години Шарпланина конечно ќе биде прогласена за национален парк? Заштитеното подрачје треба да значи спречување на безумното уништување на природата, сечата на дрва и ловот на диви животни. До срцето на Шарпланина води кривуле, стрмен и тесен пат. Широки ливади, густи шуми, помали водотеци и реки го чинат колоритот на планината. Од пазувите на планината диркаа последните села кои се од збиен тип и не се густо распоредени. Во трлата на подножјето веќе се стрижеа овците. Шарпланинците, символот на планината, го чуваа стадото, а кравите и коњите беа пуштени на испаша. Снегот и во мај го покриваше Тито врв и околните врвови. Се вели дека Шара го добила името токму заради снежните петна на пролет и во лето. Поради топењето на снегот, од највисоките делови се спуштаа големи планински водотеци, кои го сечеа патот. Во средишниот дел на Шарпланина, во пределот на највисоките шарски врвови, на 1500 метри надморска височина се наоѓа Лешница. Се смета дека ова е најреткиот шумски предел во Македонија. Природните шуми се густи и растат и до 1700 метри височина, а над нив, на варовничките камењари, се протега големо пространство од планински пасишта. Живописниот пейзаж се отсликува во малите езерца. Карпите и стрмните падини изгледаат сурови, но токму затоа овде се развиле ретки и ендемични видови на живот. Лешница е посебно привлечна за планинари, а тетовчанецот Јован Божиновски е еден од нив. Јоцо, здраво. Здраво. Од каде доаѓаш? Од Лешница. Од утринава си тргнат по планиниве, која тура ја одбра за денес? Лешница, едно од најпрекрасните места на Шарпланина. Шара е гигантски импресивен и невообичаен масив кој се протега на 80 километри, а широк до 20 километри. Врвовите со над 2000 метри надморска височина се под снег и до 280 дена во годината. Првите планинарски тури се организирани уште во 1925 година, кога е основано друштвото Љуботен. Сепак Јован смета дека не е искористен потенцијалот за развивање на планинскиот и авантуристичкиот туризам. Имаме еден страшно огромен регион кој што плени со различност на пейзажите и со доживување на се она што го има планината. Од друга страна, зборуваме дека туристи ја посетуваат, да, ја посетуваат, секогаш ја посетувале туристи, од различен тип на туристи кои што сакаат, нели, планинарски тури кои што се гребенски, ја посетуваат туристи кои што доаѓаат, нели, на кампување, доаѓаат на во руралните средини, сакаат, нели, да ја спознаат традицијата, населението, различноста на културите кои што реално ја имаме под Шарпланина. Поради плодното земјиште и богатите водотеци, жителите на шарпланинските села главно се издржуваат од земјоделство и сточарство. Особено одгледуваат овци. Околината не е загадена и не се користат многу вештачки ѓубрива, па тоа што го произведуваат може да се смета за еколошко. Во селото Вешала Мухамет Јашари има 100 сандаци со пчели. Бидејќи летото е кратко, произведува мед еднаш годишно, околу 300 килограми. Вели дека купувачите го препознаваат поради квалитетот на планинскиот мед. Fshati Veshall është një fshat prej të cilëve gjendet në zemër të Sharrit. Edhe këtu vinë turistë. Edhe ata kalojnë, domethënë, interesohen edhe ata. Mendoj se nëse rritet numri i turistëve, do të ketë më shumë klientë edhe për blerjen e mjaltit. Do të ketë më mirë shitje, më lehtë. Неколку невладени организации од Македонија, здружени како пријателите на Шара, веќе 5 години ја предводат иницијативата за прогласување на Шарпланина за национален парк. На неа растат над 2000 видови растенија, од кои околу 200 се ендемски. Ова е домот на кафеавата мечка, грабливи птици, влекачи, на повеќе од 160 видови пеперутки, на животни кои се наоѓаат на светската црвена листа на загрозени видови.
На Шара, бројот на дивите кози драматично се намалува. Балканскиот рис не е забележан со години, а брадестиот и црниот мршојадец се исчезнати. Од пријатели на Шара сметаат дека ако се утврдат различни степени на заштитени зони, ќе се зачуваат автентичниот биодиверзитет и живеалиштата на дивите животни и растенија и ќе се спречат нелегалната сеча на шумите и криволовот. Од друга страна, природните ресурси ќе можат да се искористуваат контролирано и разумно. Пределот ќе се отвори за повеќе посетители и локалното население ќе има економска корист. Анкетата на Македонското еколошко друштво покажала дека дури 83% од жителите на 6 општини што гравитираат на Шара се согласуваат планината да биде заштитена. Селаните сметаат дека природата не треба да се уништува дури и по цена да се зголеми нивната заработка. Шарпланинското сирење е убаво и доколку има национален парк и доколку нема национален парк. Меѓутоа, кога, да речеме, баш тоа сирење би било на убав начин спакувано со бренд од национален парк, неговата пазарна вредност би била многу повисока. Ние моментално се наоѓаме во село Бозовце и можеби сега нема ниту еден хостел, нема ниту една куќа која што ги има отворено вратите за туристите. Меѓутоа, во иднина, можеби за 5-10 години од сега, кога ова би било национален парк, тоа би било многу нормална работа. Здраво, добре дојдовте во хостелот. Добре те најдовме. Како сте, осеќајте се пријатно. Ти благодарам на гостопримството. Драгиша Јововски од тетовското село Вратница ја прилагодил својата куќа за туризам. Со правилно искористување на природните ресурси и програми за инвестиции може да се зајакнат локалните бизниси во општините. Прогласувањето на Шар планина за национален парк би имало огромно влијание врз локалното население, нормално и врз мене, со тоа што прво ќе бидеме заштитени, ќе не има наапа. Сепак, како да не се прави ништо за заштита на Шарпланина. На повеќе места низ планината се создаваат диви депонии, а реките безмилосно се исцрпуваат од неконтролираното градење на хидроцентрали. Ова е една од трите хидроцентрали во општина Теарце. Во соседното Доброште изградени се уште 2 вакви хидроцентрали. Жителите на овие општини се надеваат дека со прогласувањето на Шарпланина за национален парк ќе престане и ваквата злоупотреба на природата. Жителите на овие села предупредуваат дека драматично е намалено нивото на реката Бистрица и бараат да се стави ред, а не да прави секој што сака со природното богатство. Знаевме, 2015 што се случуваше во регион. Токму и во овој регион, кај се снима во интервју, имаше прилив на река, ерозија така натаму. Првичните аргументи се тоа дека луѓето треба да бидат свесни, бидејќи ако не се грижат за природата им возвраќа на можеби на полош начин. Позади големи инвеститори или позади луѓе локалци што диво сечат во шумата, стојат можеби, јас би рекол слободно партиски војници или бизнисмени, институциите што действуваат не само локално, туку и државно, да доаѓаат да интервенираат. Планинскиот гребен забрзано се уништува и на Попова шапка, која според референтната листа на заштитени подрачја е прогласена за парк на природата. Куќи, викендици, хотели и ресторани веќе окупирале значаен дел од планината. Сезоната за скијање е завршена, жичарата не работи, но шапка е повторно привлечна за туристите кои се подготвуваа за планинарска тура до Тито врв. Това презастројавање не ми харесва и инфраструктурата не е хубава. Доста е и бокуци има кои не се собрани јавно од сезона оште. Не прави добро впечатление. Културата и односот на луѓето допринесува да доста се уништува. На северната падина на Шара, во Косово, маглата се влечкаше по планинските падини. Грандиозноста на високите врвови можеше да се забележи кога ветрот и ситниот дождец ќе ја растераа маглата.
И овде планинските предели изобилуваат со густи шуми и живописни пейзажи, а речните корита се со голем пат и формираат слапови и помали водопади. Но за разлика од Македонија, овде Шара е заштитено подрачје повеќе од 30 години. Националниот парк бил прогласен во 1986 година на површина од 39.000 хектари, но во 2012 година бил зголемен на 54.000 хектари и денес опфаќа 5 општини. Во заштитеното подрачје е и Горње село, населено главно со горани. Ваки тамети живее на крајот од селото, а зачуваното природно богатство се падините, селските ливади, планинската река веднаш до неговата куќа. Некои од куќите се празни поголем дел од годината, но оние кои останале масовно берат и продаваат малини. Од пред неколку години во селото работи и задруга за откуп и малините веќе се продаваат на европските пазари. Mi koga iznesemo na tržište ili na Prizren ili koga iznesemo na drugo mjesto na Prevalac koji ide, oni sami dođat i zemet, oni znaju gdje mi živimo. Na koja je nadmorska visina, koliko je zdravo i koliko je čisto. I oni znaju da nacionalni park, on kako ga ima, priroda malo više je bolja, čistija. Ona je bila čistija, a ranije mi brlog koji smo imali, mi brlog smo ga bacali tamo da ajde neka ide, ali sad ne može u reka, ne može da se baca, da bi nje, kao i sami što vidite, reka da je čista. Местото Превала се наоѓа на 1500 метри надморска висина и важи за воздушна бања, каде што може да се ужива во планинските прошетки и планинарењето. Овде жителите на околните села продаваат планински мед, овошни сокови, овчо сирење, за кои потенцираат дека ги произведуваат во национален парк. Baš zdravlje bolje nemaš opšto. Baš zdravlje za ljudi. I znaju ljudi, dolazi i uzimaju. На прошетката низ националниот парк го сретнавме и Реша Тавари, кој чува 120 овци и јагниња. И тој ни се пофали дека овците ги одгледува во заштитено подрачје. Шар планинско место, здраво место, чиста трава, као што видите, чиста вода, изворска вода, чиста. Ово е јагне скупле, затоа што овде е јагне, шар планинско јагне, кое пасе, не једе ни концентрат, ни ништа, само сој и трава. За националниот парк се грижи посебна дирекција која се наоѓа во Призрен. Нејзина задача е да го регулира рационалното користење на природните добра. Ловот во ова подрачје е забранет, а дозволена е сеча на дрвја само за потребите на локалното население. Со прогласување на Шарпланина за национален парк и од страната на Македонија, ќе се овозможи заштита на биодиверзитетот во целост. Ne si drejtoria e Parkut Kombëtar Shari, në çdo takim që e kemi pas, qoftë takime të brendshme, qoftë takime të jashtë shtetit Republikës Kosovës, gjithmonë kemi bërë presion dhe trysni që edhe pjesa e Maqedonisë të shpallet Park Kombëtar, për shkak se do të krijohet një trekëndsh në mes Maqedonisë, Kosovës dhe Shqipërisë dhe do të krijohet një menaxhim më i suksesshëm, do të nxirren edhe fonde nga Bashkimi Evropian dhe do të bëhet një menaxhim më i suksesshëm. И стручната јавност во Македонија гласно ја поддржува иницијативата Шарпланина да биде прогласена за национален парк. 2/3 од флората на цела територија на Македонија може да се сретне на Шарпланина. Бројните ендемични видови, потоа Шарпланина представува стручно кажано локус класикус, место за каде што првпат некои видови се опишани тука, а подоцна се регистрирани и на други места. Сето ова укажува за незиното значење. Со самото прогласување на национален парк ќе се изврши заштита на бројни хабитуси, станишта на кои што истиве растителни животински видови се среќаваат. До крајот на годинава се очекува да бидат изработени уште 2 студии за Шарпланина, за валоризација на планината и социоекономска студија, кои треба да понудат податоци и проценка на природните вредности и за економската вредност на подрачјето. Самата студија за валоризација представува научна, стручна основа и таа оди кон предлогот за прифаќање односно прогласување на идното заштитено подрачје.
Што значи стручна основа? Значи дека се даваат опис на карактеристиките, се даваат заканите, се прават процени на социоекономски карактеристики, се предлагаат зонирањата, границите на паркот, се предлагаат управување и аспекти од управување, финансирање, човечки ресурси. Кога социоекономската и студијата за валоризација ќе бидат изработени, Министерството за животна средина треба да предложи акт за прогласување на Шарпланина за национален парк. Ова е приоритет според стратегијата за заштита на биодиверзитетот уште од 2004 година. Почетокот на 2020 година е некој тајминг кога очекуваме тоа да се појави во собраниска процедура. Во принцип тоа лобирање почнува од кога ќе го имаме предлог законот. Сега експертите завршуваат студијата или работат на студијата. Тие потоа од кои ќе ги дадат податоците, тој предлог мора да добие мислење од другите институции. Да се прекршиме сите во нашата држава дека тоа е правецот кој што треба да го следиме и да се ослободат сите, како што се јавното предпријатие Македонски шуми или други институции, дека може и од природата поинаку да се живее, не само со сечата на дрвата. Во Македонија има 3 национални паркови – Галичица, Маврово и Пелистер. Со прогласувањето на Шарпланина за национален парк, вкупната површина на земјава која ќе биде заштитена ќе изнесува 12%. Европскиот просек е 20%. Доцнењето секој месец со процедурата значи дополнителна деградација на природното богатство и злоупотреба на националните добра.